Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Предлог законските измени што ги усвои владата се во насока на обезбедување побрза и поевтина реализација на делниците од коридорите 8 и 10Д. Но треба да се знае дека измените на 5 закони не се однесуваат само на коридорите, туку и за сите следни проекти во патната и железничката инфраструктура, гасоводи и други проекти кои се од стратешки национален интерес. Таму спаѓаат и проекти финансирани од ЕУ фондовите, од меѓународните финансиски институции, а секако и магистрални гасоводи кон Албанија и Бугарија. Коридорот 8 ЕУ веќе го карактеризира како европски коридор со геостратешко значење и оттаму измените на законите ќе се носат со европско знаменце. Со носењето на законските измени нема да има заобиколување на постапките, нема кратење на фазите на градба. Напротив, ќе има забрзани процедури и намалување на роковите, со цел да обезбедиме ефикасност и ефективност при градбата, за овие проекти да се завршат и побрзо и поевтино. Со несењето на законските измени, државата ќе заштеди 150 милиони евра и 2 години помалку за градба. Не сме и нема да дозволиме да ни се повтори случајот со автопатот Кичево-Охрид, проект што заради неправилности на самиот почеток сега се реализира предолго и прескапо. Затоа, уште еднашка апелираме до сите пратеници, особено до колегите од ВМРО-ДПМН, да престанат со блокадите, да покажат одговорност и да учествуваат во усвојување на измените на законите кои обезбедуваат конечна реализација на стратешкиот проект изградба на коридорот 8. Ви благодарам и повелете со прашање.